вракаме назад во студиото на Алфа телевизија и си продолжуваме со нашата утринска програма. Она што следува во продолжение е првиот разговор предвиден за ова утро. Во првата генерална најава наша Сузани ви кажа дека ова утро ќе имаме гости од едно навистина уникатно трио, насловено како Трио Анимато. Требаше да имаме три, меѓутоа имаме две дами овде со нас во студиото. Едната е од оправдани причини одсутна ова утро. Јас ќе си ги представам прво гостинките кои што ни се дел од Трио Анимато. Магистар Светлана Димитриевска, професор по пијано, и магистар Даниела Неделковска, професор по флейта, кои што ни доаѓате од Државно музичко-балетско училишниот центар Илија Николовски Луј. Меѓутоа да ја споменеме и вашата трета колешка, бидејќи сте сепак Трио Анимато, а тоа е магистар Симона Маричковска Мануеловска. Така. Ќе си ја поздравиме и се надевам дека во следната прилика ќе може да ни гостува. Како што кажа во најавата, вие сте, можам слободно да кажам, единствено трио на камерна музика кој што изведува камерна, женско трио кој што изведува камерна музика во Македонија. И уникатни сте по тоа што имаме едно пијано и две флейти. 5 години јубилеи, 5 години музицирање и постоење на македонската сцена. Не само кај нас, имате настапи и надвор од нашата држава. На 12 мај го одбележавте вашиот 5 годишен јубилеј во Даут Пашин Амам со целовечерен концерт. Честитки за овој 5 годишен јубилеј, да ви се множат јубилеите, да си имаме повторно прилика да ни бидете овде наши гости. За почеток сакам да ве прашам една лична карта на Трио Анимато. Трио, ајде знаеме што значи, ама Анимато има интересно, мене ми звучи можеби малку италијански, можеби греша, можеби не, ама еве вие ќе кажете за името и една куса лична карта на вашето трио. Добро утро, Ирина. Ние би сакале да се заблагодариме за интересот и за поканата. И многу ни е драго што сме утрово ваши гости. Анимато, точно Анимато е италијански израз. Еве, колешката Даниела, нека... Кој беше кумот? Јас сум кумата. Јас сум секогаш кумата на нашите концерти. Мислам, нели, вообичаено гледаме да даваме програмски наслови на концертите и затоа и овој последниот концерт беше насловен како квинтесенца, значи едно обединување на повеќе нивоа, затоа што подолго време сме заедно музицираме, а Анимато, нели, доаѓа од зборот анима, душа, и Анимато во музиката, значи, со душа, со живост, значи, со енергија, интерпретирате музиката со душа, со енергија, со живост. Такви сте и вие, имате навистина одлична енергија овдека во студиото, навистина ни внесовте убава енергија и во телевизијата. Кажав, Трио Анимато, уникатен камерен состав. Вие сте 5 години, значи музицирате. Една лична карта да ни кажете за вашето трио. Постоите веќе 5 години. Да. Јас ги кажав членовите, ама ете зошто токму се одлучивте две флейти и пијано. Значи, ние сме трите колешки во Луј. Имавме убава соработка од секогаш, во еден така спонтан разговор. Решивме да почнеме со било каков проект, да почнеме да музицираме заедно. И тука почнавме малце посериозно да размислуваме, па да направиме трио, па да ставиме име, па да почнеме ваков проект, таков проект, почнавме материјал да бараме. И некако почна така сосема спонтано, стигнавме до овие 5 години активно музицирање, значи. Да. Во овие 5 години имате многу настапи и во земјава и во странство. Сакам да ве прашам какви се вашите впечатоци. Еве, веќе одат и фотографии. Може да види и публиката. Ова се фотографии од дел од вашите настапи. Ако сакате, може да ги прокоментирате, Даниела. Да, ова е во моментов фотографија од нашиот последен концерт во Врање на фестивалот Мај месец музике, да. Оваа година бевме нивни гости. Оваа фотографија е од нашиот рецитал пред 2 или пред... Не, ова е првиот. Пред 5 години. Пред 5 години? Значи првиот настап. Да, овие се всушност фотографии од настапи. Од нашите концерти. Имавте
на 12 мај во Да отпаши нам го одбележивте, значи една круна на вашето 5-годишно музицирање. Како беше, како сте задоволни од концертот, како беше посетен, со што се представивте, вашите впечатоци? Па нашите концерти вообичаено се доста посетени, и би сакала да напоменам дека поддржани се секоја година од Министерството за култура и туризам. Програмата, ние свириме класичен репертоар, а свириме и модерни композитори, мислам, современи композитори, македонски композитори. Гледаме да опфатиме повеќе правци, повеќе жанрови, или да биде интересно за публиката, да го следиме, нели, чекорот на најновите музички трендови, а истовремено да се држиме и до традицијата. Бевте и неодамна во Врање, како што спомена Даниела, така на мај месец на музиката. Како ве прифаќа публиката надвор, бидејќи сте сепак трио, доаѓате од Македонија, како бевте прифатени тамо од српската публика? Претпоставувам дека, нели, во Врање. Одлични домаќини, одлични домаќини беа, ние сме пред се специфично трио, како што кажавме предходно. Така да бевме, мислам дека сме доста интересни за публиката. Во овие 5 години до сега, мислам дека имаме создадено наша публика, што е исклучително важно, бидејќи се случува да имаме концерти, кога ќе објавиме концерт, да имаме публика која што доздола ни коментира: леле, повторно ќе имате концерт, доаѓаме. Значи, тоа е веќе некаков белег, создаваш своја публика, мислам дека тоа е суштината. Ја споменавте публиката, оно што ме интересира е дали меѓу младите има интерес за камерна музика, дали вие публиката можеби средовечна или се тоа можеби мешана, и доста ученици доаѓаат да не слушаат на концертите, што е голема радост, нели, за нас кога ќе видиме дека учениците се интересираат, сакаат да слушнат. Имаме и помлада публика, и повозрастни. Да. Вие сте и двете професорки во Луи, еве денеска 10 јуни, честитки за тоа што еве заврши учебната година. За вас не, нели вие се продолжувате со вашите работни активности, меѓутоа ете за учениците. И убаво символично еве вака на 10 јуни професорки од Луи да ни се гости. Сакам малку да ве прашам за вашите инструменти. Светлана, вие сте на пијано, професор во Луи по пијано, значи во средното музичко училиште. Еден од можеби најпопуларните инструменти, најбараните инструменти. Не само во камерната музика, пијаното си е попрофесионално, ќе ни објасните вие, може и како соло да биде, може и во оркестар. Како и од која возраст може да се почне да се вежба, да се учи пијано? Пијаното си е солистички инструмент. Во оркестар најчесто како солист понекогаш нели треба, доколку има некоја клавирска делница да се отсвири, а интересот не е голем, огромен. Да, секогаш има наплив од ученици кои што се заинтересирани. Се возраста, трето оделение во основно училиште може да биде прво оделение кај нас. Добро. Со тоа што најрано што може да се започне со изучување на пијано е второ оделение во основно училиште. Зборувам за 9 годишно. Така. Значи, ние сме по 9 годишно образование, таква е програмата, и треба да имаат учениците минимум 6 години, односно 7, вклучително и тоа прво оделение кај нас, каде што се учат, се изучуваат нотите. Се првото оделение се прави, во прво оделение за упис се прават аудиции, а после прво за второ оделение има селективни испити, каде што повторно се врши селекција, меѓутоа во прво оделение по претпоставка нели дека сите се музикални, прво за второ се прави селекција кој колку нели научил и е спремен да започне со изучување на инструмент, значи не само за пијаното, да. Мислам дека Светли ќе се сложите со мене дека навистина потребно е многу вежбање, многу труд. Некогаш велат еве вака во разговор, во неврзан разговор со луѓе кои што свират пијано, дека можеби талентот и не е толку пресуден колку што е вежбањето. Јас имав другарка и по 8, по 9 часа вежбаше пијано во денот. Па, апсолутно. Да, и тоа се случува се. Можеби тука кај нас не имавме една гостинка од Русија и она
во таа ЦМШ Москва има учено и кажа пред учениците дека вежба по 10-12 сати на ден, секој ден. Така. Сега кај нас такви примери нема баш. Добро, меѓутоа си бара упорност, бара вежбање, да. И секој инструмент, меѓутоа треба уште од најмала возраст, што па денеска е друг проблем, децата имаат толку многу активности и родителите се прилично амбициозни, нели, можеби начинот на живење бара од нас повеќе вештини и тука губиме на квалитет. Значи се оди во музичко, а не се напредува толку колку што, нели, би требало според планови, програми и очекувања. Така. Даниела, вие сте професорка по флейта, сега флейтата е дувачки инструмент, така? Соло, не знам сега, јас не се разбирам, ќе кажете вие дали може како соло или е само дел од оркестар. Секако дека може. И каков инструмент е флейтата и каков е интересот за запишување на вашиот оцек, да кажам, ако правилно кажав. Да, точно. Вака флейтата е дувачки инструмент, може да биде и солистички, дел од оркестар, и во камерен состав, може да се свират сите типови на музика. Тој е еден од најстарите инструменти воопшто што постојат од како постои човештвото. Така да опусот на композитори и композиции е од многу одамна, па се до современава музика, значи особено новиот последниот, да речам, тип на флейта, овој што ние го користиме, овозможува многу типови на техники, разни начини на свирење, се свири джез, класика, буквално сите жанрови. Секој има широк опус, така. Апсолутно. Сега има интерес за вашиот инструмент исто така? Да, од дувачки инструменти сме најпопуларни, можеби, да. Добро. Ке слушнат гледачите, ке слушнат и видео од вас, ке видат и ке слушнат како вие тоа звучите и како изгледате на сцена, тоа ќе биде кон крајот на разговорот. Сега сакам да ве прашам, да се вратам на вашето трио Анимато. Имавте една успешна година позади вас. Сега следува летниот период, имаме Скопски фестивал, имаме Охридски фестивал. Имаме ли можеби некои најави за некои настапи вака овде во Скопје и какви ви се идните планови? Плановите ни се летниот период ке одмарате или работно ке биде? Па летниот период ке треба да вежбаме. Затоа што настапите ни се сконцентрирани веќе на есен, во октомври. Имаме еден настап на Лешочкиот фестивал, што го организираат Маја Љубиша Кировски. Потоа имаме настап во КИЦ Тирана, културно-информативниот центар во Тирана, и на фестивалот Златна лира, значи Сојуз на музички уметници на Македонија, каде и нашето трио е член. Тоа е до крајот на годината, така претпоставам? Тоа во октомври ќе биде, да. Настаните се, почнува Лешочкиот фестивал во септември, а Тирана, настапот во Тирана, во КИЦ Тирана и Златна лира се во октомври. И потоа нели следат планови за наредната година. Мора кај нас нели све убаво однапред да се испланира. Да. Имате ли како професорки, еве вака за крај на разговорот, бидејќи ми рековте 20 минути, леле многу е, ама еве веќе поминаа 20 минути, толку брзо, да им дадете една порака на, можеби еве сега во моментов родителите, што не гледаат, може бабите и дедовците околу вашиот инструмент, дали препорачувате да се учи, да се свири на флейта и на пијано? Апсолутно, секогаш. Музиката може да ти донесе во животот само да биде позитивната страна во твојот живот, така да... Двигател, така. Дефинитивно да посетуваат што повеќе, да ги носат децата на што повеќе музички настани, правилно да ги образуваат, да слушаат добра музика. Тоа е мојот совет. Да се развива естетиката, нели, претпоставувам дека изучувањето на инструментот помала возраст води до формирање на еден на музички вкус, кој што е на едно повисоко ниво. Или со тоа се бориме во денешно време, каква музика се слуша дома, да, кај што излегуваат, во кафулињата или дискотеките, или сето тоа да се стави, да кажам, на едно повисоко ниво. И што би препорачале?
Па да не одат децата на толку активности, да можат да вежбаат и да напредуваат. Многу е поинаку кога имаме и да си го следат своето срце, она што нив ги води, не мора да ги слушаат сега секогаш советите на родителите. Ако ние можеби сакаме пијано, не мора да значи дека детето детето може пијано или флейта, ете да. И особено ни значи во нашата професија кога ние имаме поддршка од родителите, кога сме во комуникација, затоа што индивидуална е наставата. Непосредно се влие и контактот со ученикот е непосреден, еден на еден. И кога родителите не поддржуваат и имаме заеднички јазик, ние сме заедно во тој процес и тогаш имам стварно резултати. Да. Имате одлични професии. Животот ви е музика и продолжете и така. Јас се надевам и верувам ке има можност да ни бидете повторно наши гости. Ви постакувам успешна и многу плодна работа и уште многу јубилеи да си прославиме. А сега да ги повикаме гледачите сите заедно да поуживаме во наредниве минутка до 2 во вашата музика, во она што вие музицирате. Останете со нас да го проследиме видеото.